Благодарам, почитуван председател на Комисијата за земјоделство, шумарство и водостопанство. Сакам да му реплицирам на колегата Златко Пенков во делот каде што изуми или испушти да каже некои работи во делот на тутунопроизводителите и во делот на пишувањата кои што беа и се уште се од новинските агенции, од социјалните мрежи и така натаму. Ќе почнам со ред, господине Пенков, и покрај тоа што сакам да потенцирам дека ве почитувам, бидејќи доаѓате точно од тој сектор, од Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, подрачната единица од Неготино, и не се сомневам во фактите кои што еве тука нели ги изнесовте. На 6.12.2020 година порталот Factor.mk вели: протест на тутунарите. Килограм тутун се откупува колку една кутија цигари, господине Пенков. Станување, ова изјава од еден од тутунопроизводителите. Станување во 2 часот, целодневна работа и сето вреди 100 денари. Се проценува во 3-та и во 4-та класа, а одбитоците се 10%. Луѓето одбиваат да го даваат, не може да ги покријат ниту собствените трошици. Вели, не чини најмалку 150 денари, а ни го земаат за 120 денари килограм. На 4.1.2021 година порталот 24.mk протест на тутунарите среде откупот на годинешната реколта. Вели 120.000 семејства ќе бидат на работ на екзистенцијата ако состојбата со тутунот, со откупот на тутунот продолжи како и досега. Се пожалија, вика, производителите на тутун кои денеска дојдоа на протест пред владата. 10.1.2021 година порталот Република.мк тутунарите незадоволни од откупната цена на тутунот. Баравме просечната цена да биде 200 денари. Значи, од старт нашите барања доставени до Министерството за земјоделство, шумарство и кај премиерот не се прифатени. Вели, откупувачите прифаќаат се на збор, но кога ќе дојде до реализација на терен нема реализација, најверојатно ова е во дослух со владата. Исто од 6.12. на националната телевизија Телма. Ударна вест. Прилепските производители на протест во центарот на градот. Да се плати според тоа што вреди, но не пониска цена од 200 денари. И така натаму, и така натаму. Почитуван колега Пенков, вие ова не го потенциравте во вашиот говор, но сега сакам да ве коригирам. Вие не кажавте дека СДСМ продолжува со уценувачката, погубната политика, погубната стратегија или политиката земи или остави, кое што се случува не само во тутунопроизводството, истото се случуваше и со производството на грозје, на оризопроизводителите и така натаму. Не кажавте дека Социјалдемократскиот сојуз повторно се изживува со маката на тутунарите, но и дека не кажавте дека го злоупотребува и поценува нивниот труд. Не кажавте дека состојбата со откупот на тутунот во моментов и покрај одржаните состаноци е крајно хаотична, а тутунарите се принудени да го даваат својот тутун за рекордно најниска цена. Кажавте, но не го кажавте случајот со кој е тој висок функционер кој што на негов близок родина му е откупен тутунот по 200 и одозгора денари. Според моите информации, тоа може и да се провери. Возачот на градоначалникот на општина Прилеп, тутунот негов вреди 204 денари. А тутунот на сите останати тутунопроизводители вреди под 150 денари. Не кажавте дека наместо навремен и регулиран пазар постои безредие, наместо добар почеток и пред откупот, сега се соочуваме и со слаба динамика во преземањето на производството. Не кажавте дека Социјалдемократскиот сојуз постојано работи на тактиката. Го создаваме проблемот,
за да потоа ние, односно тие го решаваат. Исто така, тутунарите бараат, а тоа е преточено и во информацијата која што ја имате, господине Пенков, не го кажавте тоа, еве јас ќе ви коригирам. Зголемување на субвенцијата за тутун за 100%, односно од сегашните 60, 70 и 80 денари за килограм тутун, субвенцијата да биде 120 денари за трета и четврта класа, 140 за втора и 160 денари за прва класа. Господине Пенков, овдека треба да го искористиме присуството и на заменикот министер за земјоделие, да кажеме дека согласно основниот закон за земјоделство и рурален развој, владата има обврска во случај на пореметување на пазарните односи и разликата во висината на откупната и производната цена директно да интервенира за стабилизирање на пазарот, како што имаме пример сега. Владата мора по секоја цена да го штити домашното производство и неразумно е понатамошниот увоз на ориентален тутун на штета на да биде неоткупен. Почитувани колеги од власта, кога бевте во опозиција, баравте интервенција од државата. Да. Вака, немам, мислам, зошто е оваа нервоза? Па реплика имам, реплика имам. А зошто е оваа нервоза? Дојдете тука од говорница, кажете. Кога бевте опозиција, баравте интервенција од државата, да се интервенира од државата. А сега велите пазарна економија, односно слободен пазар. И да, тоа е така. Господине Пенков, не кажавте дека во Кавадарци во 2016 година, септември месец, премиерот, тогашниот опозиционер, сега премиер господинот Заев, ветуваше дека земјоделците, без разлика дали станува збор за лозари, тутунопроизводители, оризопроизводители, производители на пченица и така натаму на житни култури, не треба повеќе да се секираат, односно да бидат загрижени за нивниот откуп, пласман на нивните земјоделски производи. Нивно било само да произведат, а веќе власта, новата власт, која што и сега еве ја имаме, начело со СДСМ предводено од Зоран Заев, ќе ги решила нивните проблеми. Епа, колеги, тоа го бараме сега. Да ги решите проблемите. Односно, пак ќе повторам, зголемување на субвенциите и со тоа самото ќе се реши овој горлив проблем кој што сега го имаме во Република Македонија со откупот на тутунот. Сега можеби ќе ја злоупотребам и говорницата, но сепак бидејќи доаѓаме од таков крај, сакам да поставам уште едно прашање, а ова исто прашање ќе го поставам и на премиерот Зоран Заев. До каде е производството со алкохолен дестилат? И дали повторно се изманипулирани земјоделците? Лозарите па наместо дестилат ќе се продава вино и тоа квалитетно вино, а за оваа година ќе се повтори ланската. Зоранчо, ако може да се држиме на темата. Добро, завршуваме сега. Според неофицијални информации, винарија од источниот дел на Македонија, количината на грозе која што го откупи за вински дестилат, проверете, мислам дека нема зрно преработено вински дестилат, но сето е тоа во преработено квалитетно вино. Благодарам.